Mi fališ kako solza na oko. Mi fališ do Boga. Barem pogreške da se javiš. U sve mi fališ, u sve mi fališ, u sve mi fališ, u sve mi fališ, košica na gitara, u sve mi fališ. U sve mi fališ, u sve mi fališ, u sve mi fališ. Barem pogreške da se javiš. U sve mi fališ, u sve mi fališ, u sve mi fališ. Во 1964 година Битлси за прв пат се појавуваат во шоуто на Ед Саливан пред 73 милиони гледачи. Шо правиш бе ти ненормално? А? Вежбам куцање на слепо. Абе тргни го тоа, глупости пишуваш. Да немаш лист, ало. Дај. И стварно. Ајде, ставај. Значи, уште еднашка, слушај. Битлси се појавуваат во шоуто на Ед Саливан пред 73 милиони гледачи. Браво. 64 година умре Милтон Манаки. Овој нашиот изгледа од него има учено. Кај си има Милтон? Милтон Манаки е прв снимател на Балкан. Во Лондон, во метро, пуштени се првите возови без возачи. 64-та у Лондон имале возови без возачи. Не правам му уште ништо. Умре Јан Флеминг. Знаеш кој е Јан Флеминг? Кој беше Јан Флеминг? Авторот на овие романите со Джеймс Бонд. My name is Bond. 007? 007. 007? Да. Трамп само еднаш. Председател мислам. Да, стварно Трамп. Стварно бе Трамп еднаш. Нобелова награда за мир добива Мартин Лутер Кинг. Значи тоа е све 64-та, пази. 1964-та си е све. 1960. Абе не го пишувај себе, тоа ти е напишано на почеток. Да. Че Гевара во 64-та држи говор во Обединените нации. И родени се. Родени. Живели? Ај за роден дените. Ајде. Не. Кој се родени? Давор Говац, Психо Модо Поп. Венко Андоновски. Саша Лошич, Плави оркестар. да. Джей Рамадановски. Джей Рамадановски. Моника Белучи е родена. Ама слушай, за вечер имаме на боље, знаеш кој е роден? Кој? Нашата Вера Јанковиќ. Наша Вера. Вера Јанковиќ. Мое Скопје. Тешка Скопјанка, убав припадник на овој градски живот со поколенија, што татко од Маџермало, мајка од страна, од како се каже, ќе правим факултет сега, или ќе му те пет да заборим. Друго на мало да крњаво да. И јас сум една комбинација која што завршила во Влаја на почетокот кога сум била родена, кога не можеле да направат комбинација како девојче кој ќе го чуваа толку време чекано. 6 години чекано дете.
почнала во онаа зграда што е на Партизанска, првата жолта кај педагошка академија. Ме чувала баба ми, по неја сум крстена Вера. Земјотреското дете, истресено добро, затоа и кажувам и на мајка ми, немој да ми замеруваш, нема да ми замеруваат и другите луѓе, затоа што сите трауми што сум ги имала на друг начин сум успела да ги акумулирам и да ги обликувам. И после тоа, кога се направиле малата, оние чувени бараки, Тафталиџе, Влае, Козле, татко ми покоен работеше таму, мавромеханизација и си завршив цело детство како дете од Влае со најубавите спомени кои што направија да бидам ваква, како што сакате да ме видите вечер. Мое Скопје. О, место што го нема. Току моментот во Влае, каде што сум растена, тоа е на спојката помеѓу Злокуќани, Влае и Ѓорче Петров. И тоа беше, како што спомнав, мавромеханизација. Беше една огромна тивка улица со бензинска пумпа и натаму беа погоните каде што работеше татко. Сите бараки беа овде, кои за жал денеска се велелепни куќи и ми фалат тие дворови со кои што си навраќам разни ситуации од детство. И видов дека денес ми ја нема таа бензинска пумпа каде што со сите мои другари и другарки игравме јадрански сусрети, џами, имаше лозија, имаше полиња со жита. Ми фали просторот на кај Ристичева палата, баш ја прешав мајка ми, како се викаше тоа во паркот Хотел Македонија, тука беше цветниот пазар, Кенан. Ма ми фали Скопје. Сите нас не спојува овој град на љубовта. Не е важно дали си стар или млад. Секоја населба и секоја улица знае колку јас го сакам мојот град. Мое Скопје. Редовно чепкам по слики, по разноразни приватни професионални основи, затоа што ми бараат. Дали тоа се слики за покоен Бајо, дали тоа се слики за журките во Зизи Топ. Ние не сме ни стигнале да се сликнеме како што треба, затоа што не сме имале време во Зизи Топ. 13 години креиравме една животна политика залиена со алкохол, со интелектуални муавети, со дружби, што беше ги нема. Али наискрено единствено човек што ми фали на ден денес, кој што го солуваме татко ми. Бог да те прости, Петре, ми беше најдобро друштво во свет. Во дворот во Влае, од двете чуми идиотки, што ги нарекам мајка ми и сестра ми, не можевме да си да пиеме ракиите под кајсијата и под срешата и под една шефтелија стара. И не ги броја. И ке ми се јавеше на телефон и ми кажеше каде си доаѓај, ми се пие ракија и да си ги доправиме градските мавети. О младости моја. Младост, лудост. Вера, напишена во лична карта како Верица Јанковиќ, крстена по бабата Вера, оти бебе не требало да се вика Вера, звучало пресериозна. Верица. Е, таа Верица, драги мои, до некоја си 10 година никако не можела да биде скротена. Редовно ги собирала децата во улица и во сите можни представи била главна и одговорна во сето тоа што се прави. Мајка ми на пазар, собирам луѓе во предсоблјето, во нашата скромна барака од 60 квадрати, ги вадам коклици, се викаат тогаш тие дрвени столици, прелажувам луѓе кои што се потенцијална моја публика, и другарката Верица го зима кабелот од усисивачот, оние старите, што влегува нормално го приклучуваш во струја, оној што ја приклучок за усисивач. И така вклучена у струја, држам говор, се најавувам, пеам, сум можела да рикнам на лице место, доаѓаат луѓе, ја бараат мајка ми, а како може да ја бараат? Затоа што ние сме биле единствени у населба кои што сме имале првиот татичен телефон, па луѓе доаѓале кај нас дома за да можат да побараат некого некаде и чувената комшика изра и кажува на мајка ми на улица ја видела, брзо доаѓа дома, керка ти прави спектакл и уште е жив. Младост, лудост. Цел живот. Шишка, долго косиче или одење во школа без ваква машна, без таква машна, без ред,
без чорапа која што не ми разговара со фустанчето. Нема одење. Mladost, ludost. Песна Младост е сето она што јас го примав преку музички омнибус. Мајка ми беше домакинка тој период за да ме чува мене. И секогаш ми каже како би од 9 до 10 слушаш музички омнибус кога ќе идеш у школа, правам муабет ако сум втора смена. Правам муабет за Георги Димитров или правам муабет за основно? Па пак сме биле како сме биле тоа, не знам дали имаше и смени тоа. Затоа добро ја познавам музичката антологија, затоа што сето она што Ѓоко Ѓоргиев или она што е селектирано од тогашното Радио Скопје, мене ми е останало во длабок печат и песната е "Но ти си некаде кај што нема да те допрам". И само празнина ми остана од тебе. А што да направам со минатом, со себе? Со таа вистина што значеше се. Mladost, ludost. Дали изгледам како тепач сега да. Ама тогаш не. Меѓутоа со претходниот муабет кога каже дека сум била лидер, ако треба да се игра болница, јас сум доктор. Ако треба да се игра емисија, јас сум водителот. Ако треба да се игра школа, јас сум учител. Не тепање, не гризање, не напаѓање на бараката со праски, затоа што имаше друга конкуренција од другата страна на улицата. Една чувена Катица која што беше постара од мене и ги собра децата и цела барака со праски ја испоискрши, ја испоиспрска. Се вратија моите, ме исчука и слично. Mladost, ludost. Во средно бев посветена на школа, на факултет исто така, се додека не се фатив со медиуми. И бев многу примерна и не знам на тие журки што сме ги правеле во средно, кога и бев заедно со Баја, која го обарив Баја. Не се сеќам ја дали сум се начукала и дали сум пушала. Уствари, цела ситуација мене ми доаѓа од развратниот живот кој почнав на телевизија, така за 6 испити баталив и правим факултети се. Фала му на Бога што не сум некаде нека канцеларија кој би можел да ми издржи мене, нити па јас нив. И почнав да пијам практично кога работев во македонска телевизија и македонска радио и дружби со чувените икони од типот на Диме Поп, Љупча Константинов, Панта Мижимак, Вардар Филм. Тогаш излеја сум се начукала и сум пила. Уште ми фалиш со Александар и Дац. Препознавам трагови од солзите. Заминувам без Бог, без насмевка. Оставам една слика, еден ден. Изгубена доверба за секогаш. Сакам да полетам во сино за тебе, да пронајдам радост за себе. Барам музика за мојава душа, неа можеш да ја земеш. Барам музика за мојава душа, неа можеш да ја земеш. И љубов младост, ах, љубов нежен. Ах, љубов. Прва и едина. Мојот починет Зоран Баја Јанковиќ. Иста гимназија, Георги Димитров, генерација 78-82. Тој учеше прво 3, јас бев прво 4. Не сум го забележала првата година, не знам зашто. Дали може некој да ја разбере дека сум била толку повлечена, толку скромна, неверојатно. Ама ако уште сум со некоја енергија која што јас ја раководам и како стареам, така сум подобра да се контролирам. На почетокот на втора година го приметив човекот. Знаев дека треба да се прати абери, дека треба да се има до себе. Никогаш не сум била лош скенер. Дури секогаш сум помислувала дека треба да работам цареник затоа што одлично препознавам луѓе и нема момент за втор впечаток. Првиот е водилка.
на животот комплетно. Љубов. Па сега не знам дали он мене или јас него, меѓутоа е куриозитет од типот дека во истиот момент сме се виделе. Значи едно невидено чувено разминување во фоајето во холот на Ѓорги Димитров, како сме оделе, претпоставам, на трети час. Кој беше посрамежлив? Па баја беше, да. Меѓутоа мислам дека тогаш не беше тој толку срамежлив колку што бев јас. За копчена целата ја прашува неговата другарка, моја сегашна уште добра. Која девојка? Јас па прашувам цура која што е па побетер од мене посветена на наука, изгубена случајот у времето, со крагни, со чуда, наука, петки, ѓаволи врагови. Но проработуваат хормони во девојче, втора година, стасала желно. Викам на Валентина Црвенковска, барај го човеков, прашај која што е и ако може утре да се сами текне. Да, ја го побарам. Ти? Добро. Да се видиме на Партизанска па што живееше. Љубов. Ма како било бе, тебе ти се тресат нозе на помисла дека на статичниот телефон, многу ми фали тоа, на статичниот телефон ќе ме побара, се како ја ќе кажам на мајка ми дека ќе ме побара бајо, за да можеме да искочиме и ќе идеме у кино. Па тоа било тресање, па тоа било нервоза, па дали како ќе пушти рака, која ќе пушти рака. Дома на телефон како ќе се одглуми. Татко ми одма побара да го види. Многу го сакам заради тоа, рече ќе те пуштам, ама сакам да видам која ти е другарчето. Го донесов другарчето дома, го видов, се слободно си. Ама до 4-та година нема да изгубиш невиност, доколку си со него. Ако ти биде партнер за матурска, ќе те пуштам да идеш на одмор Дубровник. Дали го послуша за све? Да, и на 19 години се омажив со него. Во Загреб. Во Загреб. Затоа беше у војска. Ретровизор. 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 Свету постои едно царство, у njemu caruje drugarstvo. Значи 75-та година Бранко Миличевиќ, звани Бранко Коцкица. Зашто јас сум дете на СФР Југославија. Ја пратев таа серија 75-та година, одеше 20 години до 95-та и 2005-та возобновен. Пак ќе речам, бевме тогаш Југославија и се сеќавам на серии кои што одеа тогаш на дотичната југославска радио и телевизија. Се сеќавам на наше мало мисто, голем обожуваш сум на Хрватска и на Далмација. Да не се лажеме, периодот потоа кога имаше една династија, кога македонскиот народ низ некои моменти на чемер и ужас видел една таква естетика американска, па бевме затворени дома. Се гордеев на... Со ова не е серија, меѓутоа излегувам од контекст, но она што мене ми задржува внимание да седам дома на една квискотека и на еден Оливер Млакар, на еден систем на вредности. Пауза! U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo. U njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se svet raduje. U njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se svet raduje. Tamo su kuće od čokolade, prozori su od marmelade. Tamo svako radi ono šta hoće, tamo raste svako voće. Na svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo. U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo.
U njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se svet raduje. U njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se svet raduje. Tamo su kućice od čokoladice, prozori su od marmeladice. Tamo svako radi ono šta hoće, tamo raste svako voće. U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo. U njemu caruje drugarstvo. Taratatira. Kad se samo setim, al se nekad dobro jelo. Baš. Рецептите на баба. Од баба ми Вера го памтам најубавиот пинџур и најубавата жива туршија спремана едни модри патиџани виткани со целери со лукови, пошто јас сум ракиџија кој што сака да се бави со такви убави моменти на стол. А од баба ми Андосија памтам пелте, се викаше тоа, во една тава, личеше нешто на пача, ама благо. Се става желатин многу, значи овие сега па се из курназија, па ставаат, не можам да најдам да нове пачак како што треба, желатин со некои играри кои што уз раке не личи на ништо. Ево, со желатинот се става пудинко од ванила, значи во вода, и тоа станува црвена пача. Тоа го запамтив од баба ми. Инаку сакам млечник, исто тоа е една кавадаречка направија. Тоа е убава, како да кажам, французите ја прават, пробав тоа у Париз, нешто како пита, јајчаник го викаат устариони, па во Велес млечник никако. Курки од пита, па внатре се тресе нешто што е измешано со млеко, со јајца, со печени корина, рингла или тазе шпорец од дрва. И тоа ми останало и ќе пукнам од мука што ја не научив да го правам, затоа што мајка ми го прави само по моја нарачка. Што на ум, то на друм. Народни изреки. Кој тресе зелени? Оној што не е зрел, А кој го обра бостанот? бостанот го обра оние што успеа да го пратат некаде каде што не припаѓа. А кога доаѓа јајцето на газот? Великден. Кој гувее како невеста? Не знам, не сум била невеста за да гувеам, а се срамам од некој што гувее. Знам дека седат во некој ќуш и дека немаат право на глас, тоа кај мене не проаѓа. Ова каков тесте? Му падна секирата во мед. Ај секира, нашата снајка секирици за врата. А ди е мет? Ма како? А на Господ Белјата кој е? О, на Господ Белјата е во она што во арката на Ное смести нешто што денеска не доведе до она што. Луд е безбуњенок. Нити е лут, нити е бе. На кого му врти опашката? Но тој што никогаш не пробал нешто, што сакал да го добие. Ем шуто, ем боде. О, опасно. Македонче. Брза кучка слепи кучиња раѓа. Па не ми рекла баш тоа, не знам зашто постои како брза кучка слепи кучиња раѓа. Јас сум премногу брза, јас сум родила најотворени моменти во животот. Со очи, кои што гледа, се имам два пара очи, што гледаат се пред другите. Преку леп погач. Преку леп погач имаш две комбинации во едно. Значи го поминуваш лебот, доаѓаш до погачот. Тие имаат се, не им верувам. Газот не му држи. Па не го држи, пошто му е голем, вашија не од туршија, вај гас не од прас. А кој си го бара со Боренче? Ти си го добију мачка со вреќа. Уште ми фалиш со Александар и Дац.
je mir. Znam blisku podoždovni kapki beli. O, znam blisku, ti nekade sama si, a sepak se gubiš ko zvezden let. Mi na denovi studeni nosat želbi возбудeni, nosat nadeži prazni i samotni i tažni. Takav večno ke minuvaš, tažni sniš da ke zginuvaš. Se ljubov ta tvoja, a ne si moja. Si tu kad znam blisku vone koja soba mala. O, znam blisku, a sepak se gubiš, znam kako tragi zvezdi što zgasnad mrak. Mi na denovi studeni nosat želbi возбудeni, nosat nadeži prazni i samotni i tažni. Takav večno ke minuvaš, tažni sniš da ke zginuvaš. Soli ljubov ta tvoja, a ne si moja. Znam bliska, a sepak si dalečna. Ti si lek za duša moja. Lek za duša со Eurofarm. Повели, Вера? Леле, За само 2 недели, Help Sleep на Джеймисон ќе ви го врати нормалниот сон. Со само една таблета пред спиење, ќе заспиете полесно и ќе имате квалитетен сон. Help Sleep овозможува здрав сон кој е важен за вашиот организам, кој треба да е подготвен за сите предизвици и стресови во текот на денот. што би можела да кажам? Уште еднаш ќе повторам, ништо не е случајно во универзумов. Најголем потрошувач сум на Eurofarm, нивна картичка. Сега видов дека овде добивам тоа што е за мирен сон. Со ова се менуваат релациите и секогаш сум била на светлата страна на улицата. Always look off the bright side of life. Скопски легенди. Данило Коцевски. Кога зборуваме за нашето Скопје, легендата Данило Коцевски знаеше да каже: клиничкиот центар бил пољана за спортски игри. На просторот на клиничкиот центар некогаш се одело на излет или на одбележување на некој верски народен празник. Особено што на тој празен простор на падините на водно се наоѓало тасиното чешмиче, кое било особено популарно, а постои и денес. Но најважниот белег на тој простор го давале спортските игри и традиционалните слетови што се одржувале тука. На некои од тие настани присуствувале и до 15.000 гледачи. Тоа беше се за вечерва. Се гледаме повторно следната недела на исто место и во исто време. Уште ми фалиш. Ве сакаат Дац и Александар.
Ја шо мислам? Ја ништо не мислам, ја ги сакам.